Мислам дека не е тешко за никој. Мислам дека тоа е состојба на умот повеќе од толку што е некое си надредено чувство од надвор. Почнаме со 5-6 играчи, за да денес имам веќе 13 играчи. Имаме дечки што се од различни социјални средини, од различни општини, имаме дечки што доаѓаат од други градови. Не знам, посебна енергија. Функционираме како колектив, сите сме другари, сите сме колеги. Да ги мотивираме другите, помлади да почнат да идат, за да тренират од тие спортове, сепак не одржува у кондиција и у живот. Јас сум неверојатно, како да кажам, изненаден од нивниот ентузијазам, од нивната желба да ја совладат основната елементарна техника и полека да се вклучат и во самата игра. Сите тие се почетници и низ нашите тренизи, они ја совладуваат основната елементарна техника од водење, додавање, ролинг, значи тука има посебни видови на дриблизи и слично. Тој спорт е измислен во Америка пред 70-ти години, после Втората светска војна, за ресоциализација на ветераните од војните. Воопшто не ги гледаме како инвалидизирани личности. За нас е многу битно да овие луѓе што повеќе низ игра, низ надпревари, низ дружба се социализират. За жал, негде ка 70-80% од количките што во дадениот момент ги имаме, ни се донација од пријатели од Србија. Знаеме дека една количка, просечно добра количка, значи кошта од 4 до 8.000 евра, тоа се многу пари. За оваа екипа да има некое репрезентативно ниво, ни треба поддршка уште од спонзори, од општини, па и би сакал ова да стане национална, да влезе едноставно како приоритет во националната стратегија за спорт. Колку подобри ни се количките, толку подобри резултати ќе постигнуваме. Потребни ни се нашите дечки и покана до нив да се вклучат повеќе и поактивно во ваков тип на активности, за да можеме да избереме екипа едноставно која што може не само дома, него и надвор да не представува со некаква гордост, и покануваме и девојчињата. Може и во нашиот тим да се приклучат и да бидат дел од оваа екипа и репрезентација.